Почитувани гледачи, време е за неделна хроника. Емисија во која се потсетуваме на актуелните настани и теми од неделава што изминува. Главната тема за денеска на која посветивме поголемо внимание е Скопскиот аквадукт. Културно-историско обележје каде што се спроведе акција за чистење на просторот. На оваа тема разговараме и со председателот на Сдруженијето на стопанственици на индустријската зона Визбегово, во чија организација беше организирана акцијата. Но повеќе за ова ќе погледнете подоцна во ова издание на Неделна хроника. 14 февруари беше ден посветен на лозарите и одбележувањето на Свети Трифун. Со закриување лозје и вински фестивал, празникот Свети Трифун беше одбележан во општина Илинден, каде пета година поред во населеното место Еватовци во општина Илинден се одржа винскиот фестивал на кој се избира најквалитетно вино од домашни производители, односно од производители жители на општина Илинден. А во општина Ѓорче Петров се одржа хуманитарна забава под мотото Вино, љубов, хуманост, на која средствата собрани од забавата ќе бидат наменети за купување на прехранбени пакети за социјално загрузени семејства. Да ги погледнеме прилозите. Со традиционално закројување на виновите лози во дворот на црквата Свети Трифун во Еватовци и со одржување на винскиот фестивал и избор на најдобро домашно приготвено вино, денеска во населеното место Еватовци во општина Илинден беше одбележан празникот на лозарите Свети Трифун. Како и секоја година, одбележувањето почна со божествена литургија, а потоа следуваа закројувањето на виновите лози и винскиот фестивал. Трајче Трајковски, овогодинешниот кум на манифестацијата, рече дека ваква манифестација за одбележување на Свети Трифун се правела и порано, кога тој бил мал, но сега била помасовна. Денеска ни е многу среќен ден и се чувствуваме многу среќни, задоволни, затоа што одбележуваме еден празник со кој што ние се гордееме као местно население од овдека, преди тоа што имаме тука наша црква, која што е патрон на денешниот празник Свети Трифун. Ова има, јас памтам, значи уште од млад, од мало дете, дека се правело овдека ваква манифестација, али во други размери, да речеме. Сега ние ја возобновиме и ја правиме малце по-современа и така. Закројувањето на виновите лози во дворот на црквата е традиција во општина Илинден, додека пак винскиот фестивал и изборот на најквалитетно домашно вино произведено од жителите на општина Илинден се одржува петта година поред. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски истакна дека целта на оваа манифестација е да се презентира квалитетот на домашните вина, а винските витези се тука да го проценат квалитетот на виното од сите аспекти. Целта е на некој начин традицијата или традиционалните домашни вина да се презентираат од домаќинствата, од собствениците кои што ги изработиле од вината од своите лозија. Квалитетот и она што досега се практикувало како домашно вино со специфичните вкусови и квалитетот, за да може и понатаму да се продолжи на еден вид начин кој што традиционално со време се произведувало виното во овој регион. Интересот за оваа манифестација од година во година расте и секоја година е се поголема бројката на пријавени учесници, односно производители на вино. Од година ќе се организираме за да имаме повеќе натпреварувачи за најубаво вино од нашата општина. Инаку доаѓаат и винари кај што се изложуваат вино, инаку ова го направивме да биде само за нашата општина, производители на вино од нашата поднавија на општина. Изложувачите и надпреварувачите во изборот за најквалитетно вино на оваа манифестација во Илинден имаат разни тајни рецепти за подготовка на виното, а според еден од изложувачите, за добро вино е најважна годината. Ако годината има добро грозје, ќе има и добро вино. Меѓу изложувачите имаше и такви кои целиот процес го изработуваат сами, од садење и одгледување на грозјето до подготовка на виното. Дали долги години произведувате вино? Па мислам дека да не ја грешам работава, ама има негде као на кај 30 години. Сам го садев лозијето, сам го обработуваме со семејството и така да задоволен сум.
Вчера вечер во Домот на културата во Ѓорче Петров, под мотото Вино, љубов, хуманост, се одржа хуманитарна забава на која настапија голем број на изведувачи, меѓу кои и Мухамед Ибраими и Радко Даутовски, Даниел Дан и диџеј Филип Деловски, како и танчерите Тијана и Андреј. Хуманитарната забава по повод денот на виното и љубовта ја посетија голем број на граѓани кои не само што се забавуваа, туку имаа можност и својата хуманост да ја покажат на дело преку донации во специјално изработената кутија, поставена на влезот на Домот на културата. Средствата собрани од забавата ќе бидат наменети за обезбедување на пакети со храна за социјално загрозени семејства од општина Ѓорче Петров. Градоначалникот на општината Александар Наумовски нагласи дека иако ова е прва забава од ваков тип, хуманитарните забави во иднина ќе прираснат во традиција. Убав е моментот каде што денешниот православен празник Свети Трифун ќе го споиме со тој празник кој што не многу е популарен, меѓутоа е ден на љубовта, односно Свети Валентајн, да го дигнеме нивото во Ѓорче Петров, да покажеме еден хуман гест, односно преку забава, преку дружба на нашите ѓорчевци, преку наши музички групи, танчарски двојки, средствата кои што во оваа хуманитарна акција, преку овој хуманитарен хепенинг, ќе ги намениме за социјални загрозени семејства, кои што навистина очекуваат несебична помош од нас. Гостите имаа можност да уживаат и во дегустација на вината од Кувин, Винер и Берзанов, три винарии од Ѓорче Петров, кои имаа поставени своји штандови за време на забавата. Виното се продаваше по символична цена, а дел од средствата од продажбата ќе бидат исто така наменети за социјално загрозените семејства. Што ве мотивираше да бидете дел од вака хуманитарен еден настан? Дали ќе продолжите на вакви хуманитарни настани да учествувате? Па да, прво ми се допаѓа идејата како идеја, бидејќи еве јас тука веќе од 2004 година како имам винарија, а општина Ѓорче Петров има повеќе винарии и редно беше на ваква организација да се манифестира за ние винарите да се прикажеме во најдобро свето. Дали прв пат учествувате на ваков еден хуманитарен настан и што ве мотивираше? Па, ние повеќе пати кога учествуваме на хуманитарни мотивација да помогнеме на некој што нема парична донација, тоа е тоа. Да, на оваква хуманитарна организација прв пат. Така, што ве мотивираше? Па, не мотивираше затоа што Ѓорче Петров има толку мала насаба, има три винарии и по покана на градоначалникот излеговме да учествуваме на оваква хуманитарен настан. Така, дали поидина ќе продолжите да? Сигурно, 100%. И општина Карпош го одбележа 14 февруари, денот на љубовта и Свети Трифун. На овој ден градоначалникот на општината Стефан Богоев се дружеше со повозрастните и социјално загрозени лица од општината. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев денешниот ден на љубовта и празникот Свети Трифун им го посвети на повозрастните и социјално загрозени лица од општината. Тој денеска во ресторанот Ден и ноќ се сретна со старите и осамени лица и лицата од социјално загрозените семејства, овозможувајќи им убаво да се чувствуваат на денешниот празник на љубовта, додавајќи дека љубовта се покажува на многу различни начини, а пријателскиот разговор е само еден од начините да се покаже љубовта. Целта на оваа дружба, која е традиција во општина Карпош, е да се покаже почит и разбирање кон овие граѓани, не само денеска, туку во текот на целата година преку низа проекти и активности. Ова е една традиционална средба која што скоро секоја година, долги години наназад се одржуваше и се организираше од страна на општината, па како добра практика еве решивме и годинава да ја продолжиме. Сметам и јас и општинската администрација дека ова е убава пригода на сите граѓани на Карпош кои што можеби не можат денеска со некого да го прослават овој ден, да го прослават едноставно со нас, да се подружиме, да помуабетиме и чисто така во духот на она што го зборувам јас со месеци, во духот на меѓугенерацијската дружба, во духот на комшиското дружење и меѓусебно помагање, не само за работа и не само за
обврски кои што ги имаме и ние, а од друга страна и граѓаните, туку и за вакви пригоди каде што можеме неформално да се дружиме и да си разменуваме мислења со граѓаните, па така еве го користиме и овој празничен ден за граѓаните на Карпош. Денешното прославување на празниците е еден позитивен пример за продлабочување на хуманите вредности. Градоначалникот Богоев на средбата одговараше и на дел од прашањата на присутните, кои се однесуваа на секојдневието, работата на локалната самоуправа и новите проекти. Мислам дека би требало повеќе вакви да има контакти за луѓе во еве што се као самени, да кажам, да има повеќе такви дружби, да се дружат луѓето, да ова, но мислам дека и вака би било убаво. Викам и вака сега гледам дека е убаво. И ова е многу, мислам, убаво за вака ние осамени луѓе што сме, тоа е едно поштовање, една чест што треба да ова традиција да не застарува и мислам да продолжи и вака. Општина Карпош продолжи со своите активности и ја започна реконструкцијата на детската градинка Мајски цвет во Тафталиџе. Со цел да се овозможат подобри и побезбедни услови за престој, едукација и работа на децата и воспитниот кадар во градинките, започна изградбата на комплетно нов дел во градинката, а рокот за изградба на градинката е 4 месеци. Во насока на подобрување на условите за згрижување деца во градинките, од денеска започна реконструкцијата на дел од објектот на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 2. Градежните работи опфаќаат изградба на комплетно нов дел од градинката, кој со цврста градба и современи стандарди за престој на најмладите жители на овој дел од Карпош ќе го замени досегашниот монтажен објект стар неколку децении. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев истакна дека изградбата на градинката целосно ќе биде финансирана од буџетот на општината и ќе се добијат 4 нови занимални за дечињата и 150 квадрати дополнителен простор, во споредба со претходната монтажна градба. Рокот за изградба на градинката е 4 месеци. На местото на градинката Мајски цвет започнува целосна реконструкција, односно изградба на нов објект на местото на стариот времен објект кој што беше дел од градинката. На овој начин, покрај цврста и квалитетна градба, младите, дечињата кои што одат во градинки и нивните воспитувачки и негувателки ќе добијат еден нов простор, поголем простор со 4 занимални и 150 квадратни метри повеќе простор за користење. Оваа инвестиција ја чини општината околу 10 милиони и 600 илјади денари и ова е нешто што продолжуваме да го правиме и понатаму. Богоев посочи дека грижата за најмладите продолжува и понатаму и нагласи дека во тек е изградба на новата детска градинка во Бардовци, а најави и целосна реконструкција оваа година на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1, која исто така е во лоша состојба. Во овие моменти паралелно се работи на нова градинка, комплетно нова градинка во Бардовци, во склоп на дворот на училиштето Аврам Писевски. Ова е втората, а за оваа година е планирано и трета реконструкција, односно изградба на место на монтажен објект, изградба на нов цврст објект во Мајски цвет во Тафталиџе 1 градинката. Богоев посочи дека во изминатиот период општината ги замени и старите и дотраени играчки во градинките со нови, изработени од еко материјали, а со цел децата да се заштитат од загадениот воздух, локалната самоуправа во соработка со општествено одговорните компании донираше прочистувачи за воздух за сите градинки. Она што беше актуелно и што ги засегна граѓаните од одлуката на град Скопје, за која информираше градоначалникот Петре Шилегов, а се однесува на стопирање на изградбата на неколку објекти во градот. Со одлуката предвидено е галиите од Вардар да се рушат, како и пешачкиот мост помеѓу мостовите Гоце Делчев и Камени мост. Изградбата на Луна паркот е стопирана и не се знае кога ќе продолжи, а пајторот од плоштад Македонија ќе замине во историјата.
Галиите во Вардар ќе се рушат, а нема да се дислоцираат, како што беше претходно најавено од градот Скопје. Ова денеска на средба со новинарите го потврди првиот човек на градот Петре Шилегов, кој информираше дека за обештетувањето на собствениците на галиите, градската каса ќе треба да се олесни за 4,5 милиони евра. Од друга страна, овие пари ги правдаше со претходно изготвена стратегија според која, доколку не се тргнат галиите од реката, Скопје би можело да се поплави, што пак ќе предизвика штета од 50 до 500 милиони евра. Градот нема да ја продолжи ниту изградбата на пешачкиот мост на локацијата на која требаше да се изгради панорамското тркало. За досегашната градба потрошени се 10 милиони евра, а за довршување на мостот потребни се уште 3 милиони. Сепак, одлуката на градоначалникот е да го струши мостот кој требаше да ги поврзува двата кеја на Вардар. И покрај најавите за продолжување на трасата на булевар Илинден, кој треба на жителите на општина Ѓорче Петров да им овозможи побрз и алтернативен влез во градот. Овој проект ќе почека подобри времиња, бидејќи, како што вели Шилегов, не спаѓа во приоритетите на градската власт, а представува и големо финансиско оптеретување за буџетот. На разочарување на најмладите, Скопје уште долго нема да добие нов луна парк. Причина за тоа е стопираниот тендер за набавка на нови реквизити. До сега се набавени 7, што според Шилегов е недоволно за отварање на нов забавен парк. Решение за ова ќе се бара во склучување на договор со јавно-приватно партнерство, бидејќи градот нема доволно финансии за финиширање на овој голем проект, кој беше најавуван како атракција во регионот со бројни адреналински реквизити. И пајтонот со двата бели коњи од расата липицанери веќе нема да ги вози туристите на прошетка низ плоштад Македонија. Причина за тоа е скапото одржување. Имено, откако пајтонот беше воведен како скопска атракција во 2012 година, до 2017 за него се потрошени 10 милиони 779 илјади денари, а само 1 милион 283 илјади денари за работка од со туристите. Не само пајтонот, и мерцедесот со кој се возеше предходникот на Шилегов, Коце Трајановски, ќе замине во историјата. Автомобилот кој е од 2002 година ќе биде даден на продажба. По продолжение ќе погледнете прилог за уште една одлука на градот Скопје. На отворањето на средношколските спортски лиги во Скопје, градоначалникот Шилегов најави стипендии за 100 најдобри спортисти средношколци во висина од 3000 денари месечно, како и патување во некој од збратимените градови за првопласираните екипи од средношколските лиги. Со започнување на надпреварот во кошарка почнаа средношколските спортски лиги во Скопје за учебната 2017-2018 година. Средношколците ќе се надпреваруваат во неколку дисциплини: фудбал, кошарка, одбојка и футсал. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека во буџетот на градот Скопје за 100 најдобри спортисти средношколци во 2018 година се предвидени стипендии во износ од 3 милиони денари, или најдобрите спортисти 8 месеци ќе добиваат по 3000 денари. Исто така, како и секоја година, најдобрите екипи од средните училишта и годинава ќе имаат можност за една убава спортска дружба со нивните врсници од странство. По успешните гостувања во Истанбул, Ниш, Загреб, Љубјана, Софија и Белград, градот Скопје годинава обезбеди патување во еден од европските збратимени градови за најдобрите средношколски екипи во мал фудбал, одбојка, ракомет и кошарка, во женска и во машка конкуренција. Шилегов нагласи дека оваа манифестација е една од позначајните во која вложуваат и за годинава буџетот на град Скопје е зголемен за 400.000 денари. Градот Скопје во рамките на меѓународната соработка што има јас како градоначалник со збратимените градови, посетите кои што ги реализиравме во изминатиот период, обезбедивме за најдобрите екипи во мал фудбал, кошарка, одбојка и ракомет и во машка и во женска конкуренција по патување во еден од европските збратимени градови на нашиот град, да направиме размена помеѓу средношколските на спортски план. Вложувањето во спортот, вложувањето во надпреварувачкиот дух на младите и здравиот живот е еден од приоритетите на оваа градска администрација. Токму заради тоа
и ги предвидуваме сите овие награди и стипендии за нашите средношколци. Градоначалникот Шилегов посочи дека летово во средните училишта ќе има реновирање, а ќе се опфатат и дел од спортските сали кои досега не биле реновирани. Тој додаде дека радува фактот што владее спортскиот дух меѓу младите и упати апел до сите нив да спортуваат, да се надпреваруваат и да постигнуваат успеси. За организацијата на средноучилишниот спорт во Скопје, градот годинава од својот буџет одвои 2,3 милиони денари. На иницијатива на Сдруженијето на стопанственици од индустриската зона Визбегово се одржа акција за чистење на просторот околу Скопскиот аквадукт. Акцијата е успешно завршена, а токму на оваа тема разговараме и со председателот на Сдруженијето на стопанственици на индустриската зона Визбегово, Неџат Шаини. Пред да го погледнеме разговорот со господинот Неџат и историската вредност и заштита на ова културно-историско обележје, го гледаме прилогот од почетокот на акцијата за чистење. Денеска некој го слави празникот на виното, некој празникот на љубовта, а Сдруженијето на стопанственици ја слави екологијата. Во околината на Скопскиот аквадукт се одржа акција за чистење на околината. Акцијата се одржува неколку дена, а е на иницијатива на Сдруженијето на стопанственици на индустриската зона Визбегово. Оваа акција е поддржана и од општина Бутел, од град Скопје, комунална хигиена, паркови и зеленило, а чистеа и представници од Центарот за заштита на културни споменици и бизнис заедницата. Ова национално богатство кое се наоѓа во индустриската зона, ние сакаме да го негуваме и сме во мислење дека ова заслужува да има 24 часовно обезбедување, а не обезбедување да имаат наплатните рампи кај што кошта 20-30 денара еден излез или едно бегање од наплатна рампа. Ова е богатство кое не може пак да го направиме подобро отколку што е. Тања Кроневска, член на Сдруженијето на стопанственици од индустриската зона Визбегово, информираше дека во индустриската зона има повеќе од 200 компании во кои работат над 5000 лица. Собрани сме на иницијатива на Сдруженијето на стопанственици од индустриската зона Визбегово, меѓутоа со несебична поддршка од општина Бутел и градоначалникот Велимир Смилевски, да го дадеме својот придонес за расчистување на градежниот смет и шут кој што е насобран околу аквадуктот, со тоа да помогнеме во заштита и зачувување на аквадуктот како национално богатство на Република Македонија. Со тоа сакаме да покажеме дека компаниите од индустриската зона Визбегово се општествено одговорни компании, да дадеме еден позитивен пример за останатите компании во државата. На акцијата за чистење присуствуваше и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој рече дека со оваа акција се покажа дека се уште во Скопје има општествено одговорни компании. Ова наше богатство ние треба да го негуваме и ние како општина Бутел во наредниот период ќе имаме повеќе контроли врз основа на земјиштето околу аквадуктот, затоа што знаеме дека има луѓе кои што се неодговорни и шутот го фрлаат во близината на аквадуктот. Во наредниот период општината Бутел ќе направи неколку места каде што еднаш во месецот ќе се собира шутот за да може да им овозможиме на сите луѓе да го фрлаат шутот организирано и на организирано место, да не се случи ова што денеска се случи. За акцијата компаниите од индустриската зона Визбегово обезбедија соодветна механизација за собирање на отпадот, како и лица кои ќе помагаат во чистење на Скопскиот аквадукт. Вистинска туристичка атракција за Македонија представува познатиот аквадукт, Римскиот водовод. Овој импресивен археолошки локалитет се наоѓа во непосредна близина на Скопје, поточно на 2 километри северозападно од градот во скопската населба Визбегово. Датумот на неговата изградба до скоро не бил познат. Се сметало дека тој датира од времето на Римското царство или Византија, во времето на Јустинијан I од 527 до 554 година. Се смета дека преку аквадуктот била спроведувана вода од изворот Лавовец во село Глуво на Скопска Црнагора до топчиската касарна Мустафа Пашината џамија, до некогашниот турски уќумат Куршумлијан и Сија беговата џамија. Водата преку аквадуктот се пренесувала со цевки кои одале од запад кон исток.
Според Прокопиј, водоводот бил подигнат во периодот од 527 до 565 година. Се верува и дека поради сличноста со техниката на градење на аквадуктот со Куршумлијан во Скопје, тој не потекнува од византискиот период, туку бил граден во текот на 15-тиот век, кога градот Скопје започнал интензивно да се зголемува заедно со новите исламски градби, амами и џамии, за чија градба и функционирање биле потребни големи количества чиста вода. Аквадуктот бил созиден од камен и тули и имал 200 лакови, од кои денес останале 55. Но во енциклопедијата на лековните уметности објавена во Загреб во 1960 година, пишува дека тој се состоел од само 55 лака. Според податоците од 1514 година, аквадуктот е составен од 2 пристапни рампи, 53 масивни столбови на кои се подпираат 55 основни лака и 42 отвори за олеснување на зидната маса. Вкупната должина на водоводот изнесува 386 метри, со висина на јужната рампа од 279,5 метри и на северната рампа од 280,5 метри, односно со денивелација од околу 1 метар за да се овозможи сливање на водата. Необичната архитектура, издржливоста и староста ја прават оваа градба туристички раритет во Македонија. Но за жал, веќе долго време овој грандиозен споменик на културата е запуштен и не се одржува. Аквадуктот за последен пат бил обновен по Скопскиот земјотрес во 1963 година, кога биле поправени 3 лака и 2 столба кои паднале од јачината на земјотресот. Скопскиот аквадукт е еден од 3 најсочувани вакви објекти кои на Балканот опстанал до денес и воедно е и единствениот македонски културно-историски споменик од ваков вид кој има огромно значење за нас. Поради тоа, кон него треба да се однесуваме со почит и внимание. Просторот околу аквадуктот е препон со отпадоци кои ја наградува сликата за ова обележје кое треба да се негува. Токму поради ваквата слика, Сдруженијето на стопанственици од индустриската зона Визбегово организира акција за расчистување на теренот, а резултатите на терен се веднаш видливи. Токму за акцијата и поводот за неа зборувавме и со председателот на Сдруженијето Неџат Шаини. Се наоѓаме на Скопскиот аквадукт, едно од најзначајните знаменитости и наследство на Скопје. На овој простор беше организирана акција за чистење на теренот околу аквадуктот од отпадоци во организација на Сдруженијето на стопанственици на индустриската зона Визбегово со поддршка на општина Бутел и градот Скопје. Токму на оваа тема и на ова место кај Скопскиот аквадукт сме со председателот на Сдруженијето Неџат Шаини. Господине Неџат, како Сдружение на стопанственици организиравте акција за чистење на просторот околу Скопскиот аквадукт. Резултатите се видливи, може да забележиме дека теренот е исчистен. Која беше вашата примерна цел за организирање на една ваква акција? Акцијата што ја почневме за чистење на аквадуктот беше една посета од членови на Сдруженијето и увидоа дека ситуацијата е очајна и стигнавме тогаш, направивме еден состанок и се договоривме да направиме акција за чистење, кај што ќе го вклучиме и градот Скопје и општината Бутел. И пред 2 дена ја започнавме акцијата, вчера очистивме целиот терен, меѓутоа од десната страна гледаме дека има уште работа, која сепак градот и општината треба да преземат мерки за понатаму. Така, лично ли се сложија и останатите членови на Сдруженијето затоа што одлуката беше токму за аквадуктот? Па членовите на Сдруженијето не поддржуваат во вакви акции, зашто секој од нив сака да има чиста околина и во нивните дворови сигурно е многу почисто него ван нивните дворови, кај што припаѓа теренот на општината или на градот, кај што баш во тие места игиената не е на ниво. Зошто се одлучивте токму за аквадуктот да биде исчистен теренот околу него? Дали го сметате како место кое што беше најзапуштено? Па се одлучивме за него за да дадеме да дадеме до знаење дека чим на вакви многу вредни работи се
остава таква прљаштина, тогаш што би било во самата зона. И од некаде треба да се почне. Значи, и оценивме дека кога ќе се почне од оваа многу битна работа за градот Скопје, значи сепак е културно-историски споменик кој е редок и од понатаму ќе си продолжиме со акциите во самата зона. Така, каков беше одзивот на акцијата и соработката со општина Бутел и со градот Скопје? Значи, во акцијата учествуваат доста членови од Сдруженијето кои се излегува и сами, значи, со ракавици и со најлони собираат ѓубрето што е тука и екстра од тоа дојде и механизација од компанија која е член на Сдруженијето и направивме да се очисти тотално, значи вчера се очисти целиот терен. Така. Имаат ли влијание културно-историските обележја врз стопанството кај нас? Па, гледајќи, значи, во други општини, јас сум приметил дека многу туристи од Турска во задње време ги посетуваат нашите културно-историски споменици. И овој културно-историски споменик би можело да стане извор на пари и за одржавање, а и за градот Скопје. Меѓутоа, треба некој, значи, да инвестира во него и да го одржува. Така. Како здружение организирате вакви акции, а пред извесен период дониравте и алат за комуналните работници на општина Бутел. Која е вашата цел и целта на постоењето на Сдруженијето на стопанственици на индустриската зона Визбегово? Сдруженијето е формирано со цел за да ги подобри условите во самата зона и да самите стопанственици да можат да си го дадат својот глас во државните институции и да можат да поднесат барање за самата зона, да може да се оправат условите за работа. Меѓутоа, пошто веќе ние тука гравитираме во 3 општини, али големиот дел е на општина Бутел, најдовме за сходно, пошто нема опрема, таква беше ситуацијата, на општина Бутел да и донираме опрема за работените и самите вработени од комуналната Бутел да можат во самата зона да почнат акции со чистење. Така, има ли разлика, се чувства ли разлика од постоењето на Сдруженијето во однос на акциите што се однесуваат на комуналната хигиена? Па Сдруженијето не постои баш само за комуналната хигиена, Сдруженијето има поголеми барања во самиот, значи, влада, почнувајќи од град Скопје, општините, у владата. Ние имаме многу потешкоти во действувањето во самата зона, значи кај нас фалат доста инфраструктурни работи, кои што сега во задните состаноци што ги имавме, ни обеќаа дека ќе се тргне, а веќе 10 години нашите барања не мрдаат од мртва точка. Едноставно ние сме само извор за собирање пари, а нашите пари се користат во општините кај што се собираат гласови и самата индустријска зона уште функционира со септички јами, со бунари, без асфалтирани улици и икс други работи кои треба да ги има една индустријска зона. Така, колку компании членуваат во Сдруженијето на стопанственици и дали може да кажеме дека поголемиот дел од нив се општествено одговорни компании? Па во зоната действуваат 200 компании и јас би можел како председател на Сдруженијето да кажам дека се општествено одговорни компании, зашто на многу акции кои ние ги правиме, тие не поддржуваат и можам да кажам дека ова е една од активните индустријски зони во градот, може да речеме и во Македонија, а и по обртот на парите што го прави, мислам дека на прво место. Зашто оваа зона прави обрт негде околу 630 милиона евра годишно, што е голема сума на пари. И од тие пари излегуваат негде 30 милиона добивка, што значи дека 3 милиона данок на добивка касира секоја година државата од зоната. Така. Дали вашата грижа за чиста животна средина ќе продолжи и понатаму и дали ваков вид на акции ќе се организираат и на други локации? Па ја мислам дека ќе продолжи акцијата, ќе продолжат у самата индустријска зона и со претседателството на Сдруженијето ние ќе направиме план така парцијално, место по место, за да почнеме да ги чистиме, значи, улиците или
зоните кај што се фрла отпад, за да ги собереме и со тоа воедно и да ја дигнеме свеста кај луѓето што го прават тоа. И мислиме дека ќе успееме во тоа. Кои други активности ги имате преземено, кои што се од општествено одговорен карактер? Па имаме X други работи што се од општествено одговорен карактер, меѓутоа ќе ги спомнам подпредседателката Светлана Пљаковска, која пред малку време организираше крводарителство во самата зона и тоа е еднашка до 2 пати годишно во самата индустријска зона се организира крводарителна акција, што е сепак општествено одговорна работа. Господине Ниџат, јас ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека и другите компании од другите индустријски зони ќе го следат вашиот пример за општествено одговорни компании. Благодарам многу. Почитувани гледачи, јас се надевам дека и граѓаните ќе го следат овој пример и останатите компании и дека овој простор околу аквадуктот ќе го зачуваме чист како што е сега по организираната акција од страна на Сдруженијето на стопанственици на индустријската зона Визбегово. Од ова што го прикажавме, можете да ја видите разликата на Скопскиот аквадукт од пред акцијата за чистење и по акцијата за чистење. А се надеваме дека така чист ќе остане и понатаму. Оваа недела ја заокружуваме со уште една важна информација за Скопје, а тоа е подпишувањето на договорот помеѓу градот Скопје и Чериот Моторс, со кој на автобуската линија со број 15 ќе се вози првиот електричен автобус во Скопје. Овој автобус ќе сообраќа во пробен период од 6 месеци, пошто ќе се донесе одлука дали градот ќе набави вакви автобуси. Тука завршува емисијата Неделна хроника. Останете понатаму со програмата на МТМ, следуваат интересни содржини. Пријатно!